Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во анализата на Телевизија 24. Доколку од самитот за Западниот Балкан, одржан во Софија, очекувавме некакво решение, можеби, за македонско-бугарскиот спор и појасен одговор дали ќе почнеме преговори со Европската Унија во декември. Тоа не се случи, можеби тоа и во однос на Македонија и на македонското искуство кон евроатлантските интеграции не е нешто чудно, туку се работи за некакво непишано правило, но сепак македонско-бугарскиот спор не донесе некакво видливо решение. Премиерот вели дека се работи на решение и дека тој се уште останува оптимист, тоа го кажуваат и останатите представници на македонската дипломатија, додека од официјална Софија доаѓаат истите пораки дека Македонија мора да исполни еден сет на услови за да може да ги почне преговорите со Европската Унија. Ова се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговараме со нашите гости. Тоа се представници на Советот на амбасадори. Со оглед на тоа дека во ова студио во последниве недели ги имавме и министрот за надворешни работи и вице-премиерот за европски интеграции, редно е да го слушнеме и Советот на амбасадори, што има да каже на оваа важна тема. Тука се Александра Накева Ружин, кој е поранешен амбасадор, и господинот Мухамед Халили, исто така познат на нашата јавност, чест гостин во нашето студио. Вие сте извршен член на Советот, а господинот Халили е подпредседател. Добро вечер на двајцата. Почнуваме со ова денеска што го кажа господинот Каракачанов. Тој повторно кажа дека Македонија може да подпише анекс или протокол со Софија, значи анекс на веќе постоечкиот договор за добрососедство, во кој би се дефинирале некои работи од договорот, дека тој нема да се заобиколи, а Каракачанов вели дека во тој анекс или протокол треба да бидат проблемите на јазикот, идентитетот, историјата и рехабилитација на репресираните. Ова е интересна точка. Господине Халили, ми се чини дека како со прашањава да се вртиме во круг и со ставовите. Не гледаме никакво омекнување или приближување на позициите, или можеби има нешто што не го гледаме. Каракачанов ги има истите ставови од 90-ти години. И тоа е познато, но неразбирливо е неговото барање зашто тој бара некој анекс договор, и тоа значи дека со досегашниот договор или не се апсолвирани сите прашања кои постоеле и постојат меѓу двете земји, или има дополнителни прашања по однос на таа работа. По се изгледа за Каракачанов, не само за него, туку и за собранието на Република Бугарија, за владата, се гледа дека е имало работи кои не се разјасниле со подпишувањето на билатералниот договор за добрососедски однос меѓу двете земји. Очигледно е дека Бугарија мисли дека нивниот став е дека на некој начин ние го изигруваме договорот, дека не го исполнуваме. Тие се нивните пораки. Да, во тој контекст тие мислат дека ние не ги исполнуваме тие барања, но или не се конкретни што ние не исполнуваме во однос на тоа што е напишано во билатералниот договор, или има нешто што не е напишано во билатералниот договор, туку може би е ветено дека ово нема да го напишеме, но ќе го реализираме. И трета опција е позната во дипломатијата. Истиот договор, двете страни да го толкуваат различито. Едно исто прашање да го толкуваат според нивно видување, и другите истото тоа прашање да го толкуваат според нивното видување. И затоа во повеќе од 90% на случаевите меѓу државните договори се пишуваат
на англиски јазик тоа е меродавно и на јазиците на државите кои го подпишуваат, да во случај на спор англискиот текст биде меродавен за таа работа. Да. Господи Ружин, според последните изјави на премиерот Заев и на министрот за надворешни работи Османи, тие велат дека до 17 ноември, до вторник, кога ќе се усвојува кога треба да се усвои преговарачката рамка за Северна Македонија и Албанија во Брисел, постои некаков неформален рок до кога ние би требало да постигнеме договор со Бугарија, но вели министрот Османи дека тој 17 ноември не е финален рок, дека потоа може и до крајот на декември да се работи на постигнување на договор, се до евентуалниот почеток на заедничката седница со Европската Унија, на владината заедничка седница. Сега, дали вие мислите дека е можно до вторник да се реши ова прашање, како што вели премиерот Заев дека има можност, или дека е многу поверојатно дека сепак тоа ќе биде во декември? Па тешко е да се процени, с оглед на тоа што и премиерот Заев денес имаше доста оптимистични изјави, вчерашното гостување на МНР Османи токму во оваа студио, мене ми даваат за право да верувам, односно да немам сомнеш дека ќе се преземат апсолутно сите активности што се во наша моќ и сите чекори кои би воделе до решенија до наредниот ГАК, односно Советот за општи работи на Европската Унија наредниот вторник. Дали ќе се постигне решение до тогаш, не зависи само од нашата страна, секако зависи и од другата страна, од Република Бугарија, зависи исто така од Европската Унија, меѓутоа јас немам сомнеш дека сите три страни апсолутно ќе ги дадат сите напори за да може да се постигне решение до 17 ноември. Секако дека ова не е крајниот рок или како што некои сакат фаталистички да гледаат дека ако сега не биде, апсолутно нема решение за она што како спор се наметна помеѓу двете земји. Тоа не е така. Нашите напори, односно напорите на нашата земја се пред се ова да се реши додека трае германското претседателство. И впрочем на сите ни е јасно заложбите и интензитетот на активности кои беа преземени од германска страна, особено од канцеларката Меркел, за да отпочнат преговорите со Република Северна Македонија, односно да се одржи меѓувладината конференција за отпочнување на преговорите до крајот на нивното претседателство. Инаку не постојат апсолутни рокови. Ако не биде сега на 17 ноември, ќе биде на ГАК што е во декември. Доколку до тогаш не се постигне решение, веќе ќе поминат наредните, ќе дојдеме до наредните месеци, веќе ќе влеземе до португалското претседателство, понатаму следува словенското претседателство, меѓутоа во интерес на сите страни е такво едно решение да се постигне што побрзо, односно до 17 ноември кога е првиот нареден ГАК. Во однос на ова што го кажавте, има пораки дека има тези дека всушност доколку не се постигне решение и доколку Македонија не ги почне преговорите за време на германското претседателство, дека тоа ќе биде голем дипломатски пораз за Берлин. Пред се, според сите заложби што ги стави германското претседателство и лично канцеларката Меркел за Северна Македонија да ги почне преговорите, дека тоа ќе биде голем пораз за германската дипломатија. Како гледате на тоа? Па верувам дека е тоа така. И можеби не само за германската дипломатија, можеби и за француската, затоа што да не забравиме, во февруари беше усвоена новата методологија за пристапување на земјите кандидатки кон Европската Унија и токму таа методологија дојде од француска страна, односно беше предложена од претседателот Макрон. Така што овдека не е само еден влог, значи на германското претседателствување со Унијата ова И што беше причина зашто првиот пат не добивме датум, поради неусвоената методологија, да. Па да не се враќаме назад на тоа, меѓутоа сега имаме една нова методологија која сите веруваме дека ќе го забрза процесот, ќе го направи поефикасен, поефективен. Впрочем тоа беше аргументацијата на Франција. И секако дека и тие имаат свој влог, односно имаат свој интерес за да целокупниот процес биде забрзан, односно да се покаже дека методологијата може да биде жива, методологијата активно ќе стане операбилна, ќе се стави во процес и ќе почне да функционира. Така да повеќе страни имаат интерес тоа да се заврши во рокот што нас ни одговара и заради тоа велам и вчера беше нагласено од МНР Османи, навистина
огромни и интензивни активности се преземани и од Европската унија и од поедини земји членки за да може да се реализира, односно да се дојде до решенија до Советот за општи работи што ќе биде на 17 ноември. Да, кога сме кај ова прашање, господине Халили, во однос на германското инволвирање во целиот процес, не можеме да не заборавиме дека канцеларката Меркел дојде во Скопје пред одржувањето на референдумот, во сетот на доаѓање на сите оние видни представници од Европската унија и од Соединетите американски држави, тогаш и канцеларката Меркел не кажа дека сигурно ние ќе почнеме преговори со Европската унија доколку го потпишеме Преспанскиот договор, но секако прилично доста имплицираш. И мислам дека и нашите политичари, премиерот Заев, иако тоа јавно не го кажува, дека некако го смета за некакво ветување на канцеларката Меркел дадено тогаш, дека сепак ние евроатлантскиот процес ќе се откочи, не само атлантскиот, нели? И дали тоа уште повеќе го зголемува влогот на германското инволвирање тука? Пред себе сакал да се навратам и на првото прашање. Јас сметам дека се уште има време, не за да влееме ни оптимизам кај граѓаните, туку процедурално има време, затоа што Совет за општи работи на ЕУ е на 17 и тогаш ќе одиме еден чекор понатаму во дообјаснувањето на овие проблеми. И се до последната минута во самитот на шефови на држави и влади, скоро буквално последната минута ќе трајат тие притисоци преговори за да се дојде до едно разумно разбирање меѓу двете страни. Во однос на тоа што вие рековте. Иако господинот Каракачанов вели, нас никој не притиска. Да, тој вели и тој може утре да каже овој беше мој став на мојата политичка партија, јас се уште стојам до тој став, меѓутоа поради ова или она причина ние дојдовме до една солуција со која на Република Северна Македонија и овозможивме да се одржи прва меѓувладина конференција и веројатно Каракачанов игра на играта на Албанија затоа што за Албанија има голема неслога меѓу Оландија и земјите членки на ЕУ и тие играт на таа карта. Бидејќи ни една земја не може да се одвои од овој процес заеднички и французите тоа го сметат како заеднички процес, или двете земји или ни една. И тој веројатно игра на таа карта, ако Албанија не успее да добие да од Холандија, ево и ние успеавме да ја кажеме на Република Северна Македонија не. Гледате, ова е интересна теза, до сега не ја кажал, не сум ја слушал. Да, ова е логиката на политичкото размислување со цел не само Каракачанов, тука и Борисов и другите да излегуваат пред нивното гласачко тело дека ете ние сме јаки во Европската унија и оневозможивме на нашите соседи да не почнат со преговорачкиот процес без да ги исполнат нашите барања. Втората работа. Ниеден политичар во светот, не само Ангела Меркел, не може да ветува ништо ако се работи за билатерални прашања. Меѓутоа, билатералните прашања во пракса во Европската унија се условуваат со една работа која во текот на овие реформи што ги нудеше Макрон до сега, требаше да биде опфатена, а тоа одлуките да не се донесуваат со општ консензус. И тоа ја блокира целата Европска унија. Утре било која држава може за било која друга да најде причини за да ја блокира. Остана нашата земја, Албанија, Босна, Косово.
Црна Гора е на пат веќе кон таа работа. Меѓутоа, и Србија може и Црна Гора да ја блокира, да кажем ево за црквата. Србија не може, но преку друга земја може да ги блокира овие работи. Така што илузорно би било да се надеваме ние дека некој некому му ветел. Но дека Германија работи да ги реши овие билатерални спорови меѓу земјите кандидати и земјите претенденти, тоа е повеќе него сигурно од многу причини. Првата причина е дека Германија е најсилна земја во Европската Унија и најмногу придонесуваше Обединетото кралство, меѓутоа сега не е земја членка на Унијата финансиски. И тие земји кои придонесуваат финансиски и имат одлучувачка улога во Европската Унија, тие мора да се накитат со некои успеси во текот на нивното преседавање. И со право Меркел и германците очекуваат дека ова работа ќе ја завршат успешно, вклучувајќи, да кажем, и проблемот меѓу Македонија и Бугарија. И ако евентуално не успее, без оглед дека Каракачанов вели ете, ние не подлегаме на притисоци и така натаму, меѓутоа и Бугарија е зависна земја од одлуките на другите земји членки. Има Бугарија многу притисоци од земјите членки во однос на функционирањето на корупцијскиот систем во државата така натаму. И во последниот момент може да дојде поради можните услови на Германија што може да ги даде на Бугарија, Бугариите да попуштат, иако непотребно тие сега прават врева, затоа што секоја земја може нашата земја и земјите кои се кандидати со новата методологија да ги блокира кога сака и да ги врати повторно на почеток на процесот. На текот на преговарачкиот процес. Господи Ружен, се чини дека овој македонско-бугарски проблем засени се во поглед на информациите кои доаѓаат во однос на Европската Унија, во однос на пристапните преговори, па еве и за самитот на Западниот Балкан, така да таму се потпишаат доста интересни договори, но некако тоа се падна во сенка, воопшто не се зборува, иако потенцира и од владата дека се многу важни. Значи, тоа се и декларацијата за заеднички регионален пазар, и зелената агенда, економски инвестициски план. И се чини дека сега граѓаните не разбираат баш што значат тие планови и какви придобивки може да донесат. Точно е, за жал е така. Едноставно, прашањето помеѓу Македонија и Бугарија, кое е моментално актуелно, е толку емотивно набиено, што, за жал, преку таа призма ги гледавме вчерашниот настан, што беше од исклучителна важност со самото потпишување на декларациите, во најголем дел и вие ги спомнавте. Значи, пред се, економскиот инвестицијскиот план, што беше усвоен од страна на Европската комисија на 6 октомври оваа година, вчера практично представуваше основа, база, постулат за двете клучни иницијативи, чии декларации беа потпишани вчера, а тоа е акцијскиот план за регионалниот заеднички пазар и зелената агенда за Западниот Балкан, што беше донесена исто така вчера. Значи, тоа се клучни иницијативи кои ќе имаат огромни позитивни последици за регионот и кои сметам дека треба да имаме засебна емисија за да може да ги дискутираме различните елементи, различните области кои се предмет на договарање со овие иницијативи. Меѓутоа, само јас ќе набројам тука неколку, а тоа е зошто е клучно и за Македонија и за целокупниот регион и како Европската Унија гледа на овие иницијативи. Значи, најпрво, она што е многу битно е што се очекува од страна на Европската комисија и Европската Унија дека акцијскиот план, спроведувањето на акцијскиот план за заеднички регионален пазар, дека драматично ќе зголеми атрактивноста и конкурентноста на регионот и на тој начин ќе овозможи приближување на регионот до европските пазари. Второ што е многу битно, со самото тоа што се очекува дека ќе бидат зголемени
инвестициите во регионот, особено во продуктивни сектори и сектори кои имаат одржлива инфраструктура, се очекува практично дека ќе се помогне на економиите од Западен Балкан за да посоодветно на еден среден и долгорочен план се справат со последиците од COVID-19 пандемијата, која впрочем неодамна и Светската банка излезе со анализа кај што ги процени негативните огромни ефекти од рецесијата која е резултат на пандемијата во регионот, меѓутоа исто така и вчера на самите представникот на ОЕЦД исто така нагласи дека земјите, економиите од Западен Балкан имаат претрпено значителна економска контракција како резултат на пандемијата. Така што на овој акцијски план се гледа практично како на модус за да може да се поттикне инвестициите во регионот и да се допринесе на тој начин за да економиите многу побрзо се справат со последиците од кризата. Трето што е многу битно е што самиот акцијски план за заеднички регионален пазар е фактички дел, односно е поддржан од економскиот инвестицијскиот план што беше усвоен во октомври. Практично на тој начин се смета дека со сите активности кои се дел од акцијскиот план, меѓутоа исто така и дел од економскиот и инвестицијскиот план, дека практично ќе се возможи да се креира една силна економска база и на тој начин ќе се помогне да се модернизираат економиите на државите од Западен Балкан 6. Она што исто така многу битно и за Македонија, меѓутоа и за останатите земји од регионот, дека постои силна комплементарност помеѓу акцијскиот план за заедничкиот регионален пазар и самиот интеграцијски процес. Така да практично се гледа преку овој заеднички регионален пазар како на чекор за приближување на економиите од Западниот Балкан кон европскиот единствен пазар. Практично на тој начин се прави една поддршка, едно поттикнување на целиот регион да се интегрира, да функционира заеднички, уште и пред самиот чин на формално стапување во членство во Европската унија на поделните земји. Така што огромно е значењето за нашата држава, огромно е значењето за другите држави во регионот и сметам дека и овој акцијски план за заедничкиот регионален пазар, меѓутоа и зелениот договор исто така, што е исклучително битен, треба да биде предмет на една засебна емисија кај што би можеле позасебно да ги дискутираме по отделните сегменти и елементи на договорите. Значи важно е граѓаните за да разберат какви придобивки ќе добијат тие на крајот, бидејќи некако ми се чини дека после 3 децении магливо гледаат на целата работа малце. Господине Халили, она што кога го зборуваме за договор со Бугарија, сега гледам дека се појавија прашања, тези, дали воопшто сме требале да подпишуваме договор за добрососедство со Бугарија, дали е грешка што сме го подпишале, или е грешка што сме подпишале ваков договор, формулиран на ваков начин, дали можеби сме направиле грешка во однос на некои формулации во договорот, најчесто се спомнува онаа формулација за заедничка историја, па велат критичарите дека поради таа, ајде да ја наречеме несмасност или неукост или наивност или не знам како веќе, сега сме дојдени во оваква ситуација. Што мислите вие за тоа прашање? Прво, зашто ние на Берлинскиот процес најповеќе му дадовме значење на македонско-бугарските односи, него на акцијскиот план за регионална економска соработка, е проблем на информирање од нашите медиуми и нашите политички елити, затоа што во оваа сесија на Берлинскиот процес тоа не било на дневен ред. Дневен ред било подпишување на акцијскиот план за регионална економска соработка. Второ, билатералните односи меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија и проблем на подпишување на билатералниот договор не е креација на ова влада или претходната влада. Тоа е 30 годишна креација веќе од осамостоувањето на нашата земја, затоа што тој проблем го наследивме и од поранешна Југославија. Тогаш ист проблем беше со други актери, но меѓу двете земји, со тоа што тогаш Југославија беше
појака како федерација, економски, политички, дипломатски. Потоа ние останавме како Македонија послаба економски, дипломатски, така натаму. И елементите на ова спогодба, како што ги знам ја, затоа што сум ги читал некогаш, се 95% исти елементи. Има некои 5% други елементи кои ги потпишале сегашните актери на надворешната политика. И проблемот бил во тоа што уште од осамостојувањето политичката елита на политичарите македонци, не сите политичари, туку на политичарите македонци беше поделена. Имаше една елита од СДСМ која алудираше дека елитата на ВМРО се бугараши, пробугараши или поддржувачи на бугарската политика, додека политичарите на СДС беа поддржувачи на една пројугословенска или просрпска политика. И тоа што најповеќе отиде напред, тогаш во тоа време, беше во времето на Лупчо Георгиевски, кој сепак Кога исто се вложуваше напори да го реши овој проблем, но беше анатемисан од другите како пробугарски настоена личност. Сега дојдовме до една ситуација, се освестиле политички елити дека овој проблем мора да се реши. И затоа сега, сакајќи да добиват поени едни и други пред нивните гласачи, доаѓа до обвинување. А тоа значи дека во случај и друга политичка елита да дојде, овој проблем билатерален мора да се реши. А кога си економски, дипломатски и друго по-слаб и не си земја членка, и кога другите ти диктират темпо, тогаш мора да дојде до еден компромис, а компромисот секогаш во историјата доаѓа до кај послабите. И грешката кај нашите политички елити е во тоа што премногу ја форсирале тезата на братството. Но мислам дека Черчил тоа го рекол. Мислите во однос на Бугарија? Да, во однос со Бугарија. Мислам дека Черчил тоа го рекол дека пријателството е трајно, но интересите се вечни. И тие политички елити заборавиле дека интересите се вечни. И самото повикување на братство меѓу двајца лидери не значи дека тоа е решен проблемот, бидејќи интересите се поголеми од другите структури. Така и во животот, така и во дипломатијата. Јас тука мислам дека повеќе наслонето на верба, на братство и единство, не е наслонето на интереси. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот. Останете со нас.